меѓутоа кога разговарам со пациенти, ова мислам дека е многу важно да се каже. Има два моменти на криза кога човек пробува да ги смени овие навики. Првиот момент на криза е во првите недела до 2. Значи тоа е почетниот дел од промената на исхраната. Кога сме терале по некој начин, со години, и сега да смениме нешто и не е баш лесно. И тоа е разбирливо. Меѓутоа, првата криза која човек треба да ја издржи и да ја преброди и да не се откаже, е првата или втората недела откако ќе почне со одредени промени. И сега парадоксот е кога доаѓа втората криза. Втората криза доаѓа некаде или после 1 или после 2 месеци, посериозна криза, а тоа е кога човек ќе достигне многу убав резултат. Например, сакал да ослаби во тој период 6 килограми, го постигнал, и го постигнал, го гледа, и сега од една страна им се чувствува пријатно дека има нели успех и горте на тоа, и се активира чувството сега треба да се наградам. И јас тука им кажувам на пациентите, наградете се, меѓутоа свесно, ако сакате да се наградите, но не да биде наградувањето во стилот на кој ќе види човекот, па јас ова било лесно, јас ова го можам. Ако ќе видат дека шекерот паднал, ако тоа бил проблемот, за 6 недели шекерот ќе се стабилизира, најчесто, барем ќе падне во однос на првата ситуација. Холестеролот може за 6 недели да се стабилизира, притисокот ако бил на едно ниво ќе падне. И бидејќи ќе добијате една самодоверба дека јас ова го можам, често пати се појавува мислењето, па ако ми се случи пак, ќе успеам, пак ќе го направам исто, ова ќе го направам, пак ќе влезам во 6 недели. Меѓутоа, тоа е проблем. Луѓе кои што од неколку аспекти. Прво и основно, секоја следна прилика за слабење, ваква контролирана и малку побрза, ова е сепак контролирана, ние е здраво слабењето, но сакаме и да го убрзаме, значи не сакаме да го пуштиме до недоглед да се развлекува. Нашето тело учи од тоа. Во која смисла учи? Тој период на калориска рестрикција, на намален број на калории, нашето тело учи и се подготвува за наредниот пат. И кога ќе дојде повторно прилика за такво нешто, механизмите за штедење ги вклучува многу порано. Се променет, се подобри, се поефикасни, и наместо да ги вклучи на третата или на четвртата недела, ги вклучи подоцна. Побрзо. Побрзо, така да. Оти сега ќе свати дека што правиме, ќе свати дека одиме по тој пат и сега телото ќе каже, ова е тоа што слабев минатиот пат. Сега ќе вклучиме и рачната ја кревуште на првата недела. И еве го механизмот, оти нашите тела се живи, паметни организми. Значи не е дека ние можеме како роботи механички да повторуваме, например, 10 пати да го повториме и 10 пати нашето тело исто да реагира. Значи нашето тело е паметно и учи. И ако веќе има неколку обиди на сензибилизација, велиме медицински, на надразнување, на некоја дразба која што мотивидете, како и да го сватиме, ние го вака разумно гледајќи слабењето го перцепираме дека е тоа добро, нели, здраво. Меѓутоа нашето тело таа калориска рестрикција ја перцепира и како загроза, како на еден начин што ќе биде ако продолжи вака. Значи направено е да сака стабилност, да сака баланс. Колку калории ќе влезат, толку калории да излезат. Тој процес на губење и го прави телото да реагира. Тоа е едната причина зошто наредните обиди се потешки. Тоа да го сватат луѓето, да не си кажат, нели, ако е вака за 6 недели, пак ја повторам. Значи нема да биде исто. Слабењето ќе биде поспора. Ќе биде потешко. Значи ќе биде потешко бидејќи телото учи, затоа кога ќе дојдат луѓе кои што 10 пати слабееле, знам, јас одма знам дека сме пред проблем, дека нема да оди така. Значи дека тоа тело веќе е истренирано да дава отпор. Тоа е прво. Второ, како проаѓаат годините, капацитетот на метаболизмот се намалува. Едно е капацитет на метаболизам на 20 годишна личност, друго е на 30 годишна личност, друго е на 40, друго е на 50, на 60, на 70. И ако брзината на слабењето е една на 20, ќе биде друга на 50 години. Доста разбирливо. Меѓутоа и тоа мора да се земе предвид. Нели, кога разговараме со пациенти, кога јас сакам да бидам 67 килограми во ред, кога бевте последен пат толку? Па пред 20 години, нели, во ред, може пак да биде. Меѓутоа, едно е какво било телото пред 20 години, а друго е какво ќе биде сега. Сакам да речам, комплексноста на овие ситуации е доста, иако нели ние сме презентирано е во јавноста како диета
и терај по оваа диета и ќе ослабиш вака, нели, 3 кг, 5 кг, 6 кг. Меѓутоа, Но ништо не е така едноставно. не е така. Прво, ај што е мачно, туку второ има доста големи биолошки механизми кои што се случуваат во позадина. Значи ние на сцената можеби гледаме едно, а на сцената стојат само вагата и килограмите. Меѓутоа што се случува во нашето тело во позадина е сосема друга приказна.